Бојан, здраво. Ти благодарам што прифати да бидеш наш соговорник. Благодарам на поканата. Како си? Поздрав до Хајп телевизија, баш сега правевме муабет. Баш ми е драго што се појавувате во Македонија, затоа што тоа е многу важно за сите македонски артисти да има прво место плюс кај да си кажеме нешто да се пофалиме, но и добро е бидејќи ни отвара некој мало прозорче кон Србија, да речеме за почеток, па понатаму се надевам дека ќе растете и ќе биде Хајп МК нешто што ќе ни помага да одиме како артисти да работиме малце повеќе надвор од Македонија. Така е. Слушнав си возел брзо да стигнеш на овој интервју. Кјути се гледав у тоа групата на Вибер Джандарика има. Таман работа. Радар да нема негде. Бојан, многу минате паметот од времето на наше мало и големи мали, коликот на Ице и Конде. Така ли беше? Така беше, така беше. Која е разликата да се биде актер тогаш и сега? Тогаш не, таму сум дете, рачунај ти, јас се појавам у наше мало на 11 години. Терам една сезона, втора сезона и во третата сезона се појавува паралелно снимам Наше мало и големи и мали. Од 6 се баеле Наше мало до кај 2-2,5, од 3 до 7-8 вечерта снимам големи и мали. Тоа трае цело лето, да речеме 3 месеци. У тоа време не гледаш тоа као работа, тогаш си дете, мадате пикаат у бубањ, у машина, од Сабајле од 6-6,5 доаѓа комбете зима и се враќаш дома у 8 вечер, додека другарите твои играат фудбал, криенка, миженка, не знам како се каже тоа, џамија, брканици, ти си турено бубањ. Не го доживав тоа као работа, а сега да речеме нормално. Разликата е тоа што сега сваќаш дека имаш многу поголема одговорност, тогаш не се ни сваќал како одговорност и било забава. Сега ти е многу јасно во што се впушташ. Разликата е одговорноста и свесноста и нормално услови да се сменете сега и многу исполитизираме и во театрите и меѓу актерите и политиката е влезена секаде за жал и тоа е тоа. Зошто немаме сега веќе такви емисии? Која е причината според тебе? Турски серии, причината е, сега ќе ти кажам, телевизиите навикна прво на готова програма, рецимо од Србија, од Турција, второ, ситуацијата е тоа што навикна на, како јас, знаеш како ја викам македонски телевизии, јас ги викам мусака телевизија. Мусака. Како мусака која редиш? Ред компир, ред месо и на крај ќе му ставиш едно јајце, ама јајце ако така шмекче да ти даде. И сега, тоа ти е исто. Ред вести, ред турска серија, ред вести, ред турска серија и јајцето у приказката ти е лила и брза кујна, пример. Или зевзекманија. Тоа ти е јајцето мусаката, маца да ти смени шмекче да даде. Затоа нема, детска програма нема и децата ни знаеле англиски од син има 7 години, англиски знае од 3 години. Како? Па нормално дека гледаме така, YouTube гледаме. Па тоа е. Имаш богата кариера за себе. Кој е клучот на успехот да се успее тука кај нас? Како тебе? И да се остане доследен на оваа професија. Треба ли труд? Јас не се доживувам дека не знам сум направил, кој знае што. Имам чувство дека сум направил многу малку, немам некој чувство дека сум направил нешто, кој знае што. Можеби во делот на телевизија и филм ми се погоди да имам сработено многу неспоредливо повеќе од колеги на моја возраст, да речеме, што имат по 35-36 години. Кај нас тоа се мери во минутажа пред камера. Мислам дека тука сум можеби меѓу во дечките во Македонија, но така ми се погоди. Тоа е среќа, имав среќа како дете да влезам во тие води и после тоа знаеш како една врата се отвара уште друга, трета, едно по друго оди. Мислам дека единствено морам да ти кажам 15 години сум надвор од театар. За малце ќе ми изгаснеше кариерата, тоа го објаснувам во еден подкаст. Единствено што ме држеше во тие моменти, пошто ме прашуваш што е потребно, не знам, мислам силна верба прво во себе, во Бога, во сонот што го живееш и да не се откажуваш, што да знам дека вака звучи клише, ама едноставно имав една слика вака, кога да во најтешките мигови имав една слика вака пред мене што сакам да направам. Во еден момент се трнав од театарот зашто стана претоксично за мене лично внатре и еве ќе ви откриеме на ексклузива, планирам да се вратам после 15 години. Ќе видим, имам пар понуди, разгледуваме се. Дај Боже. Значи истрајност е најбитна. Така. Дали сам си ги пишеш сценаријата за твоите
До пред 2 години. До пред 2 години сам, 10 години пишував за себе, 12 години ќе му дадам скоро. Решив да ја малку нашако имаш два типа на мислам, две можности. Едната е имаш coincidental comedy и manufacturing comedy. Што значи тоа? Coincidental значи ве се седиме ние тука разговараме на некоја тема, мене ми текнува у моментот нешто, тикам чекај, извини, зијам телефонот, запишувам. И така си правам да речеме повеќе работи у телефон, запишувам и у еден момент седнувам и една по една полека ги работам кога имаш инспирација или стануваш се вајле, доаѓа некоја мисла или предлегнување, седнуваш. Јас така сум заглавувал да речеме, ќе ми дојде нешто од 9 до 10 навечер, сум седел до 7 са бајле, сум пишувал. Но тоа е кога ќе ти дојде. Тоа е на не сакајки, coincidental што го викам. Сега јас сакам да избегам од тој концепт и од тоа да го префрлам тоа во производствена линија што ја викам. Значи manufacturing comedy. Ние додека сега овде разговараме, во моментот тројца работат на сценарио за мојата следна стендап турнеја, која што нема да кажам сега кога ќе се деси, бидејќи јас знам, ама рано е. Они во моментов работат, додека ние седиме разговараме. Од пред 2 години решив и тој дел да го индустриализирам условно кажано, затоа што сметам дека тоа е многу попрофесионално и на крајот од денот не е ни страшно да побараш условно кажано помош, така? Ја 10 години сум пишувал за себе, се чувствувам исцрпен во тој дел, ми треба малку одмор и вниманието и времето што треба да го потрошам на тој процес на пишување, тој е тежок, болен просто, не е едноставно. Сакам да го потрошам, односно да го потрошам со фамилијата, со детето, со жената, а сум подготвен да одвојам дел од своите средства, пари, финанси и да се откажам од некој луксус, да си го платам и тоа некој да го сработи. И се надевам со Божидар Божиновски направивме на таква комбинација, у која што за прв пат земав писател и бевме, да тој напише текст, меѓутоа внатре сме 60-40. Во смисла јас сум 60, а не 40, иако не подписник. Меѓутоа прв пат пробав, гледам дека функционира и сега сакам додам на варијанта 100% да видам што можеме да добијам од писател, од некој што пишува комедија, професионално што се бави со тоа. Покрај него има уште 20 други кои што работат, па ќе видиме што ќе испадне. Кога сме веќе кај текстот, ти се случило ли на некоја представа или на некој настап да го заборавиш текстот? Апсолутно не сум. Што правиш во тие моменти? На стендап тоа не може да се осети. Освен ако ја не сакам да се види, у смисла ако ми е многу битно тоа што сакам да го кажам, во битен момент може да се деси со некого да искомуницираш со публика и да забегаш од друг правец. И, например, тогаш можам да речем публика, добро, кај застанав, што зборев сега, кај сме. За секој случај, секогаш имам со мене вака едно ливче, на кое што си пишуе едно по едно кое е. Да, и доволно е да поленам таму до кај сум и продолжуваме дале. На стендап може и да не се осети, во театар не сме да ти се осети никако, мислам, тука треба да те осети партнер, да те извади или суфлер. Така. Дали се случило да публиката да не реагира ти како што очекуваш? Вака да ги гледаш лицата на публиката, што не се смеат, зашто грешам, како грешам? Се случило ли така нешто? Тоа најчесто, да речем вака сега, тоа се веќе моменти, знаеш, треба да се потсетам, бидејќи тоа е во почетоците се случува тоа, кога пробуваш, нели? Во првите години имаш такви ситуации. Имаш такви ситуации, да речеме, кога нема атмосфера внатре, кога тоа се X услови кои што не зависат од тебе како артист, например, не знам, сега нема да именувам настан, јавен беше, во едно диско, хаос е внатре. Мислам, ти доаѓаш, јас доаѓам наред веќе во една хаотична атмосфера. Значи, стендапот е лошо позициониран внатре во настан. Ме разбираш? И сега ти нормално, професионалец си треба, гледаш меѓу публику тие 500-600 луѓе, гледаш дека некои 200-300 луѓе те пратат и едноставно се фокусираш на нив и работиш за нив, чекаш 20 минути да поминат или пола сат и работиш за нив. Тоа е кога условите се нефункционални и ставам си ти како артист во нефункционални услови. Во функционални услови, каде што све е окей, не можам да се сетам кога последен пат се десило момент да ја зборувам, а условите да се сите окей како што треба, тоа да нема фидбек. А како се водржуваш да не се насмееш? На стендап нема врска, тоа мене кој ќе ми дојде, јас се смеам со нив заедно. У принцип избегнувам затоа што во комедијата е во оној момент кога ти си најсериозен, а на нив им е смешно. Тогаш треба да останеш при себе и така е уште посмешно за нив. Ме разбираш?
Значи кога кажуваш нешто што во принцип тебе нешто те нервира, ти, јас да речем кога настапувам, гледам, ако ми е тоа кажам на пример 17, 20 или 100 пати, кога го кажувам пак, сакам да го да емоцијата што сум имал кога сум го кажувал прв пат или втор пат, сакам да ја извадам и 101-виот пат. И ако тоа е нешто, да речеме позицијата дека тоа нешто мене ме вади од такт, јас сакам да ја доловам емоцијата дека мене тоа ме вади од такт. И они се смеат, а јас да бидам изведен од такт. И им викам, вие смете се вас, вие смешно нормално. И тоа е уште посмешно за нив. Ама сакам ја да го задржам момент, тука е тој момент кај што ние глумците малци имаме предност, ама не го користиме сите тоа. Има и колеги што работат обратно тоа, они се смеат и он со нив се смее. Нема тука ништо погрешно. Но мислам дека е многу посилно кога ти си во емоција, а ги оставаш они да уживаат. Ако им доја, мислам, се дешавало, например, комуникација со публика, не знам што е шок, тресна нешто, се смееме сите, нормално, и јас со него се смеам. Беше дел од сценариото Пе Лазаров на Гивавеот. Добра. Се случи тоа што се случи, знаеме сите. Какво е твоето мислење за сето тоа? Колку си му поддршкате на Лазаров во овие ситуации? Види, тоа што Стефан се труди, да мислам, не дека се има камера, ние во позадина, позади сцената останавме, мислам, немахме може да се видиме веднаш, меѓутоа јас заминав дома, бев преморен после настапот, имав утре дента друг, сакам да се одморам. Меѓутоа у 1:30 му пишав порака дека ако се што му треба, дека сум тука и утре дента јавно го поддржав со... Не е битно дали тебе ти се допаѓа или не ти се допаѓа тоа што го работи Стефан Лазаров. Јас не оценувам работата на Стефан Лазаров. Ја го ценам трудот. Толку. Човекот се труди. Дали тебе ти се свиѓа или не, тоа, како ти кажам, тоа е помалку битно. Оно што е битно за мене како артист е дека некој се обидел да направи нешто што ќе ја подигне сцената. Мене ми е во интерес, како што ми е интерес да има хајп у Македонија, така ми е интерес да има некој, небитно е дали се вика Стефан, дали се вика Бојан, дали се вика Петко, Рајко, Станко, некој што го прави тоа. Епа јебига, него му се падна паричката, он го прави. Не гледам причина зошто да не го поддржам. Утре претходно јас правев турнеја, кога што јас се најавив како најголема турнеја у Македонија, уште пред да биде најголема у Македонија. Човекот дојде ми даде рака, ми рече повели, дојди, промовира и ми остави пола саат да зборам за турнеја. Што од принцип може на луѓето им било досадно, ама човекот ми остави простор. Јас на таа поддршка како да возвратам со да нема поддршка. Ја би го поддржал и него, и Бомбакис, и Лила, и сите, без разлика на мојата интимна релација. Ако тоа што го прави дига сцената, мораме да делиме дали сме ја и ти окей приватно или ја и ти или оно што е битно за сите нас, големата слика. Ако ти придонесеш за големата слика, дали сум јас со тебе окей или не, битно е хајп, ма кај големата слика, така? Тоа е. Колку твојот хумор го применуваш дома, кај супругата и кај... Колку ти помага? Ја, кога што зборев овдека сега, толку дома неам зборено, цела недела. Значи, јас дома не правам муаве. Јас дома не разговарам, седам, гледам филм, серија и ме уклучуваат на копче по потреба. Копчето се вика Бојан. Бојан, да? Добро. Не, дома сум. Дома си Бојан. Друг. Досаден сум. Дома сум досаден. Како татко е Бојан? Како проде? Како се снаоѓа? Без нерви. Не. Вези е смешно, се видиш? Зашто без нерви? Немам нерви, бе, немам. Мислам, види, не сум ја од тие, знаете, тоа е најубавото нешто што, да, окей, во ред, све супер, да. Нема да се лигавиме, нема да паѓаме у несвес. Не е лесно. Не сум ни прв, ни последен родител, нормално. Меѓутоа, не викам, моето дете е посебно немирно, не. Таков е, тоа е. Надвор е културен, дома. Надвор ќе искочи. Знаеш, викам, ти си супер за надвор. Надвор ќе искочи здраво, јас сум Војдан, како сте, шо муабети тука, сите, леле, дете во златно, леле, супер, викам, држи се и ми го носи го дома. 2 сата. Не, бе, бра, неам нерви јас за деца, да си кажам ја отворено. Неам, мислам, кога сме ја и он сами, све окей. Кога он и мајка му се сами, све окей. Кога сме сите тројца дома, ни се мамата,
Бојан, ти благодарам. Тоа е се што сакам да те прашам за сега. Претеравме малце. Не, таман. Поштовни гледачи, за жал морам да ви се обратам. Вие во моментот на вашиот телефон го гледате Бојан Велевски, а за среќа гледате и Хајп МК. Уживајте во Хајп МК и нивната програма. За жал јас сум Бојан Велевски.